Најпрво ви благодарам за интересот на вас. Значи, секогаш сте добре дојдени, сите новинари, сите медиуми кај нас. Во однос на читалната, ние развивавме од лани една стратегија, да кажам, испитување правевме да видиме студентите за што се заинтересирани и што најмногу бараат во библиотеката, и увидовме дека во библиотеката, во нашава библиотека, ние немаме еден простор каде што може интерактивно, групно да се учи. Пред се тоа ни беше замислата, бидејќи се соочувавме постојано со проблеми студентите да седат по холови, по ходници во библиотеката за да можат групно да учат, при тоа да не им сметаат на останатите наши корисници кои што сакаат тивко да учат во мир, нели? Првата работа која ќе влезете во национална библиотека ви пишува ве молиме тишина, и сите апсолутна тишина треба да биде во читалниците. И тргнувајќи од таа поедовна точка, добивме идеја заедно со колегиумот дека нас не е потребна една нова модерна читална, нешто пософистицирано, сега можеби модерно е вака благ збор да кажам, современо, она што ќе одговори на предизвиците на нашите корисници, и затоа отворивме таа мултимедијална читалница. Инаку читалницата е на простор од 400 метри квадратни, се наоѓа на 2 ката. Таму имаме простор и за индивидуално и за групно учење, значи интерактивно е, имате постојано во позадина музика, таму не може да добиете мир. Имаме други читалници во кои што имате апсолутна тишина. Меѓутоа, оваа новата читалница е замислена нешто каде што ќе се одвиваат и работилници, да биде интерактивно, да имате простор за групно учење, да може да земете да читате вие книга или сериска публикација. Сето тоа да го правите со кафе, со водичка, многу порелаксирано. Ќе видите, имаме таму поставено и лейзи бегови, имаме табуретки, многу порелаксирана атмосфера. При тоа, за да не остане празна читалницата само на овој традиционален или хартиен материјал, направивме избор на најсовремени компјутери, направивме набавка. Мислам дека имаме 10 станици на кои што може корисниците да седнат да користат наш компјутер со инсталирани онлайн бази. Таму имаме инсталирано над 250.000 книги онлайн електронски, и мислам дека повеќе од 13.000 стручна друга научна содржина, односно сериски публикации, списанија, весници и такви работи. Потоа инсталиравме и други типови на мултимедијална опрема. Имаме книги, речници, енциклопедии на слободен достап, значи тие се таму за да ги користите, немате потреба да одите да ги зајмувате класично преку пултот, сето тоа е на располагање за нашите корисници. И мислам дека тоа вака ги задоволува првично тие критериуми што ги бараа нашите, нели, помлади корисници, да кажам. Порелаксирана состојба, поотворен простор кој што е од трите страни целиот во стакло, така да преубава атмосфера. Значи, видете, ние имавме изминатиот период беше наша институција тотално девастирана и уништена. Сите знаете, протекување на сите страни, недоволни услови за корисниците, немавме доволно материјали кои што требаше да бидат дадени на користење. Меѓутоа сите тие работи ги сменивме. Ја сменивме всушност нашата организација и се преструктуриравме во работењето. Имавме проблеми со протекувањето, сега веќе немаме таков проблем, значи немате вода во читалниците да ви капе над глава, а првично ако немате такви услови нема да ви доаѓаат корисниците. Потоа продолжуваме и оваа година, бидејќи минатата година го реконструиравме кровот во целост, тоа беше проект кој што чинеше 24 милиони денари плюс ДДВ. Оваа година продолжуваме со втора фаза во реновирање на библиотеката, односно плафони, таваница, и ја почнуваме третата фаза, односно мермерните површини околу библиотеката и дел од фасадата на библиотеката. Сега тоа го кажувам вака бидејќи и сето тоа се одразуваше врз доаѓањето на студентите кај нас, односно на нашите корисници. Таму имаме сега енормно зголемување и сме во многу подобра состојба, инаку имаме точни статистички податоци, бидејќи во секоја наша читалница ние имаме точни насоки за нашите библиотекари кои што се вработени таму и водат статистика точно секој кој како влегува се евидентира со членската картица и имаме, сега јас не би можел вака точни податоци да ви кажам, имаме зголемување на посетителите, да, апсолутно. Јас го следам тоа преку мејлот во кој што се пријавуваат новите зачленети корисници наши, бидејќи зачленувањето оди веднаш кај нас тука, доаѓате, ве фотографираат и за 2 минути добивате членска картица. Тоа не беше пример во минатото, добивавте членска картица после 3 месеци. Сега немате таков проблем и ги гледам јас сите тие мејлови, ние имаме постојано зачленување, значи секојдневно зачленување, и тоа не зборам за фингирани членувања, бидејќи во минатото имавме
некакви обиди со факултетите да донесеме тука студенти и дававме на бруцошите бесплатно членство. Меѓутоа тоа не вродуваше со плод, бидејќи веќе за члените 2000 бруцоши, од тие 2000 двајца не ви доаѓаат. Сега веќе имаме реална слика и мислам дека имаме супер зголемување на корисниците, со тоа што се трудиме да ги зголемиме и нашите услуги нели на онлайн, да се модернизираме. Веднаш ја рестартиравме платформата на дигиталната библиотека на Македонија, тоа е dalip.com, dalip.mk се извинувам, и таму можете да пристапите и да видите кои публикации ние ги имаме ставено таму. Тоа не значи дека таму на таа платформа ни се ставени сите публикации што ни се дигитализирани, таму се ставени тие што се ослободени од авторски права и за тие што имаме авторски права. Инаку Националната библиотека во својот фонд има дигитализирано над 1 милион дигитални објекти. Фондот, целокупниот фонд е над 3 милиони библиотечни единици. Имаме голем дел од сето тоа се чува на наш сторич, се чува на екстерни хард дискови. Веќе сме во некакви преговори да добиеме авторски права, првично сега со вечери со Нова Македонија, така да сакаме да направиме и на еден начин и ново онлайн членство. Тоа би било членство кое што нашите корисници би го добиле со она што ќе се зачленат традиционално кај нас, ќе добијат и онлайн членство, или пак имате опција од дома да се зачлените само онлайн. Значи, така да веќе не ни е мерило само фактичката, да кажам, фактички присуството на корисниците во библиотеката, него се стремиме да се расшириме и во онлайн да може да даваме такви услуги. Не би можел да зборам во однос на издавачката дејност, ние се трудиме бидејќи добар дел од законот не опфаќа и нас како национална библиотека, посебно околу делот за задолжителен примерок, особено околу делот за ЦИП, односно каталогизација во публикација и СБН бројчињата. Меѓутоа, вака реално во однос на високото образование ние не бевме консултирани во однос на донесување на законот, не би можел да зборам, не знам зошто некако во минатово покрај нашата функција национална библиотека ние имаме уште една функција универзитетска библиотека, тука некако малце слабо ни одат работите со Министерството за образование. Библиотека е во целост покриена од Министерството за култура. Така да се надевам дека во иднина ќе зголемиме и соработката со универзитетот, бидејќи ние сме универзитетска библиотека за Кирил и Методи. Значи, УКИМ не би имал акредитација доколку ние не сме универзитетска библиотека. Меѓутоа, тука имаме некако многу слаба соработка и покрај нашите напори, еве сега некако пробуваме со кабинетот од кај министерката да видиме, да направиме некаква соработка, да не разберат дека сме универзитетска библиотека и дека треба кај нас да стигаат и универзитетските учебници и литературата која што е потребна на студентите. Вие не можете да зборите за универзитетска библиотека дека имате, а таа универзитетска библиотека да не биде вклучена во изборот на учебници, во набавката на учебници, во тоа што треба да го има библиотеката. Ако универзитетот на определен факултет бара определен учебник, вие тој учебник мора како универзитетска библиотека да го имате. До сега во пракса било тоа да го нема во Националната библиотека, за жал. Пред се, значи сега почнуваме некако кадровски да се екипираме, за жал морам да кажам јас, пред да кажам реалната состојба, јас доаѓам од редот на вработените тука директори, инаку бев раководител на одделение човечки ресурси и многу добро ми се познати работите како функционирале тука. Националната библиотека во минатото во своите најдобри денови броела 205 вработени. 205 вработени со една зграда. Сега имаме две згради. Минатата година стигнавме до бројка 72 вработени. Инаку за илустрација вака многу едноставно, 2014 година бевме 120 вработени, за 2024 да стигнеме до 72 вработени, тоа е очајна состојба. Меѓутоа, минатата година, можам да се пофалам, добивме 18 нови вработувања, ги реализиравме, сето тоа најтранспарентно преку јавни конкурси. Се надевам дека и годинава ќе добиеме поголем број на вработувања, зашто ние ги реализираме нашите активности, да не ме разберете погрешно дека јас се жалам. Кадровски сме значително намалени, меѓутоа мојот колектив работи, како да ви кажам, не се поштедува од тоа што треба да се работи. Не дека работат само своите работни задачи, работат и надвор од своите работни задачи и затоа успеваме да реализираме се. Меѓутоа тоа на долги стази не може да трае. Вие може да се вложите ден, 2, 3 година од ентузијазам, од желба да помогнете на институцијата, меѓутоа распределбата мора да биде како што треба. Се надевам дека годинава и следната ќе стигнеме до некоја бројка од 120. Мислам дека тоа е
идеално за националната библиотека, бидејќи нашите надлежности постојано се зголемуваат. Сега во моментов сме дефицитарни во делот кај информатичари. Тоа претпоставам дека е сегде познато во јавниот сектор, а тоа ни е и тоа како многу неопходно, бидејќи ние веќе во 2026 година е срамота да збориме за дигитализација. Дигитализацијата е процес што требаше да биде направен пред 10 години, кога било актуелно. Сега ние веќе размислуваме и градиме, работиме на имплементација на вештачка интелигенција. Значи ние не треба да работиме на дигитализација, дигитализацијата е веќе завршена работа кај нас. Треба да одиме чекор погоре, каде што одат сите, каде што оди Германија, оди Турција, имплементација на вештачка интелигенција во каталогизација на библиотечен материјал. Или вака едноставно кажано, со примена на вештачка интелигенција во еден дел од библиотечното работење, ние би уштедиле на 40 библиотекари кои што ги немаме. Така да таму не е неопходно. Неопходни не се информатичари од тој аспект, значи да ни помогнат со платформи, со сето тоа. Имаме еден информатичар кој, морам да кажам, многу храбро ги тера сите тие работи. И како што сме овластено лице за библиотечно-информацијскиот систем за цела Македонија, КОБИС, тој го одржува тој информатичен систем, ги одржува сите софтвери кај нас, целиот хардвер, значи тоа е премногу за еден човек. И тоа вака на подолги стази не може да трае.